35 казина во источниот регион се на помала оддалеченост од 500 метри од училишта и според измените во Законот за игри на среќа, итно треба да се дислоцираат. Големата преселба започнува веднаш бидејќи законските измени се усвоени пред една недела, што практично значи дека законот е веќе на сила. Најмногу казина треба да се дислоцираат во Штип, а единствената општина каде дислокација ќе нема е Пехчево. Според мапата, во Штип преселба треба да се случи на 9 казина, во Кочани и помалите општини 7, Виница 5, Пробиштип 4, Делчево 3, Свети Николе 1, Берово 4, Македонска Каменица 2, а во Пехчево преселба нема. Освен 35 казина кои треба да се дислоцираат во источниот регион, има уште десетина други кои према случајот не се опфатени со законските измени. Но големата бројка укажува дека речиси 50 казина во источниот регион нудат ваков тип на забава, пасија, добивки, но и немерливи загуби. На ниво на држава, стои на страницата, има 294 казина на кои им предстои преселба. Тие и останатите годишно заедно стваруваат промет од околу 850 милиони евра. Генерираат добивка од 90 милиони евра и имаат над 8.000 вработени. Приливот на државата од нив е приближно 300 милиони евра. Дневно во текот на ова лето, македонските доброволни противпожарни друштва да обезбедат на располагање 120 доброволци пожарникари за било каква интервенција во гасење на пожар. Ова денеска е договорено на работната средба во седиштето на Дирекцијата за заштита и спасување помеѓу представниците на 15 доброволни противпожарни друштва од исто толку општини со директорот Стојанче Ангелов. Тоа значи дека во секој момент имаме 120 оперативни луѓе. Тие можеби имаат повеќе, тие имаат повеќе. Можеби некој друштво има 50 на членови. Некои се на одмор, некои се на работа, не може да се ослободат, други се на боледување, трети се родило дете. Мене ми требаат оперативни најмалку 120 доброволци кои што ќе ги заменат полицајците и војниците кои што ги користевме минатите години. Овие луѓе зад мен имаат изворедно искуство и најголемиот дел од нив имаат противпожарна униформа и друга опрема, нешто кое што го немаат припадниците на полицијата и армијата. Така што јас длабоко верувам во тоа. Представниците ја искоментираа согласноста за овој предлог на следниот начин. Да направиме еден значаен чекап со функционирањето, односно со многу брзото излегување на терен и начинот на комуникација, начинот на командување на силите кои што излегуваат на терен. Со нашите ресурси, како што располагаме, можеме во иднина да учествуваме во шумските пожари, кој што сме за тоа и обучени сме. Доста голем број од нашето друштво има сертификати и обучени се специјално за шумските пожари. Можеме да учествуваме во шумски пожари, гасење шумски пожари и во други елементарни непогоди. Дадувам дека голем дел од натоложените проблеми во нашето работење како Сдружение на граѓани, доброволни противпожарни друштва ќе бидат надминати се со цел да бидеме многу поподготвени за сезоната која ни престои и се тоа што можеме тековно за оваа сезона да го отклониме за да искочиме на терен многу поспремни, да го завршиме експедитивно. Доброволците кои се ангажирани преку Дирекцијата за заштита и спасување треба да добијат дневница, иако, како што објасни Ангелов, финансиски надоместок засега добиваат само тимовите за брз одговор од Дирекцијата. Мојот став е јасен. Доброволците кои што се ангажирани преку Дирекцијата треба да добијат дневница, бидејќи губат заработувачка, некои од нив се вработени, некои од нив имаат собствен бизнис и така натака. Иако тие тоа не го бараат, ние досега доброволците кои што ги ангажиравме преку тимовите за брз одговор и исплаќаме дневници, иако нивниот број е навистина мал. Инаку, помеѓу 15 представници беа и од Штипското доброволно противпожарно друштво, а во источниот регион во секоја општина е формирано и делува вакво државно противпожарно друштво. Оваа влада нема намера да биде запаметена по изговори, но по проекти, автопати, железници, болници и училишта. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски пред подпишувањето на договорот помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој за заем од 167,6 милиони евра за изградба на автопатот Скопје-Блаце во должина од 12 километри, чиј старт е предвиден во август годинава, а се предвидува да заврши за 4 години. Оваа влада нема намера да биде запаметена по изговори.
Сакаме да бидеме запаметени по проекти, по автопати, експресни патишта, железници, училишта, болници, инвестиции, што ќе останат позади нас. Тоа е нашиот одговор на сите оние кои со години само ветуваа. Продолжуваме со работа, продолжуваме со капитални инвестиции и продолжуваме да градиме држава која што ќе се движи напред. Ова инвестиција од повеќе од 235 милиони евра е еден од најважните проекти за транспорт на земјата, но секако сликата е многу поголема од ова, затоа што го зацврстува местото на Северна Македонија во европската транспортна мрежа, ја подобрува поврзаноста во Западен Балкан, обезбедува подобра транспортна поврзаност, а со тоа и поголема регионална соработка и поблиска интеграција со Европската Унија. Ова е одличен проект за земјата, затоа што ја подобрува регионалната поврзаност, особено со Косово, а го поддржува економскиот раст, а тоа е навистина мощна важно, особено за создавањето работни места. Законот за македонскиот јазик беше донесен пред повеќе од година и половина, а владата нема преземени очекори за негова реална примена и клучните одредби остануваат само на хартија, обвинија денес од СДСМ. Од ВМРО ДПМН пак изнесува дека коалицијата на СДСМ и Левица заеднички го блокираат донесувањето на новиот изборен законник, во кој се вметнати забелешките на ОПСЕ и ОДИХР, како и нивните барања. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на 23.3 поднесе иницијатива за потреба од одржување на надзорна расправа затоа што се сомневавме во нефункционирање, и тоа со жал можам да кажам целосно нефункционирање на законот за употреба на македонски јазик донесен во јануари 2024 година. На 7 април Комисијата за култура како матично тело и надлежно тело за одржување и организирање на оваа надзорна расправа одржа подготвителен состанок кој што одлучи на 6 мај да се одржи надзорната расправа во однос на законот за употреба на македонски јазик. Како што гледате, денес сме 6 јули и тек денес е првиот дел од првиот ден од надзорната расправа во однос на неупотребата на овој закон. Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз и Левица заеднички го блокираат донесувањето на новиот изборен законник, во кој се вметнати сите забелешки на ОПСЕ и на ОДИХР, како и барањата на двете политички партии кои со месеци беа усогласувани на работните средби за изборниот законник. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број. Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе нова одлука со која се зголемуваат малопродажните цени на нафтените деривати. Според новата одлука, цената на Евросупер БС 95 ќе изнесува 85,5 денари за литар, додека Евросупер БС 98 ќе се продава по 87,5 денари за литар. Евродизел БС поскапува за 2,5 денари и новата цена изнесува 82,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 2 денари и ќе чини 81,5 денари за литар. Албанија е на трето место во светот во однос на намалувањето на младото население. Алармантната ситуација е наведена во неодамнешниот документ за младите од Оделот за население на Обединетите нации, во која се наведува дека се очекува Албанија да изгуби речиси 43% од возрастната група од 15 до 24 години од 2025 до 2050 година. Во 2000 година Албанија имала над половина милион млади луѓе, односно 544.000, додека по 2,5 децении оваа бројка изнесува само 195.000, ставајќи го под знак прашалник економскиот и социјален опстанок на земјата. Обединетите нации забележуваат дека од 225 земји во светот, Албанија е на трето место, по Кина и Украина, по намалувањето на бројот на млади луѓе во следните 3 децении. Повеќе од 30 лекари од кантоналната болница и од домот на здравје во Ливно утрово поднале откази поради ниските плати и лошите услови.
Докторите се незадоволни од односот на владата на Кантон 10 и надлежното министерство кон нивните барања за подобрување на материјалните права. Станува збор за 85% од специјалистите во болницата и домот на здравје во Ливно. Лекарите се незадоволни од својот материјален статус, кој како што велат е меѓу најлошите во Федерацијата на Босна и Херцеговина. Зголемувањето на платите од 3% кое го понудила владата е оценето како неприфатливо. Покрај ниските плати, лекарите предупредуваат и на сериозен недостиг од кадар, поради што се принудени да работат двојно повеќе дежурства од законски пропишаниот максимум. Грчката влада најави замрзнување на цените во супермаркетите во текот на летните месеци со цел да се спречат поскапувања на основните прехранбени производи во туристичката сезона. Според министерот за развој Такис Теодорикакос, големите производители и синџирите маркети се согласиле да не воведуваат нови зголемувања на цените во следните 2 месеци. Мерката следува по владините состаноци со прехранбената индустрија, а како дел од планот остануваат и веќе намалените цени од околу 2000 производи. Владата најавува и дополнителни намалувања на цените од септември како дел од поширок пакет мерки за намалување на трошоците за живот. Средба со актуелниот Цветан Трипуновски и идниот министер за земјоделие Борче Серафимовски денеска имаа сточарите од Сдруженијето Симентал од Делчево. Тие бараат решение за дополнително снижените откупни цени, но и што да прават со нивното млеко откако поедини преработувачи престанаа со откупот. Трипуновски и Серафимовски се обидуваат да најдат решение и да стапат во контакт со откупувачи на млеко, но конкретно нема ништо. Проблемот останува, поради што имаме средба и со пратеници на ВМРО ДПМН од изборната единица 3. Изјави председателот на Сдруженијето Симентал Горан Вучковски. Предходно сточарите состанок на оваа тема имаа и со делчевскиот градоначалник, а пред Пладнево мирен протест одржаа пред зградата на општина Делчево, каде ги изнесоа своите барања. Од 12 јули една од најстарите млекари во Маршинера целосно го прекинува откупот. Тоа значи социјална смрт за 80 семејства од овој регион кои чуваат 1500 говеда. Ние остануваме овде пред општината во постојан телефонски контакт сме со Скопје. Доколку нашиот председател ни се јави дека министерот потпишал конкретна акцијски план за итна билансна анализа на залихите и заштита на откупната цена. Од утре оваа локална самоуправа ќе биде под тотална блокада, а во вторник тракторите ги селиме пред владата во Скопје. Владата донесе одлука за еднострано раскинување на договорот за концесија за изградба на хидроелектрана на река Блатешница, соопшти денес градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Денес се извојувана уште една значајна победа за жителите на село Блатец. Со одлука на владата на Република Македонија, еднострано е раскинат и договорот за концесија, со што се заокружува уште еден важен чекор во заштитата на јавниот интерес и природните вредности на овој простор. Објави градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Жителите на Блатец со години протестираа против изградба на малата хидроелектрана, истакнувајќи дека проектот ќе има негативно влијание врз реката Блатешница и животната средина. Нашата 10-годишна битка за поништување на концесијата на река Блатешница, која се одвиваше континуирано во целиот тој период, кулминираше со протестите на 20 февруари оваа година и од овие протести произлезе единственото барање на местната заедница и граѓаните на река Блатец, испратено до надлежните министерства и до владата, барање за укинување на концесијата на река Блатешница од веќе познатите наши аргументи. Покрај владата, Советот на општина Виница, жителите на Блатец имаат бројни чинители за кулминација на овој процес, за кои тие се благодарни. И тука морам да истакнам јавна благодарност до градоначалникот Митко Костадиновски, кој недвосмислено застана на наша страна и беше на располагање 24 часа, помагаше на секој можен начин, тој и со неговиот тим, за да дојдеме до ова што денеска е дојдено. Исто така мора да упатам исто јавна благодарност до пратеничката Даниела Христова, која исто така како пратеник ги искористи сите своји можности и надлежности да ги запознае релевантните фактори во државата за нашата оправдана борба.
Поволните временски услови овозможуваат деновиве жетвата на пчелицата и јачменот да се одвива со забрзана динамика и квалитетно. Комбајните жнеат во сите атари и полиња во Кочанската котлина, а жетвата се одвива и на повисоките места на осоговието. Вкупно под овие култури се застапени околу 6170 хектари, од кои под јачмен 3750, а под пченица 2418 хектари. Заклучно со вчера, жетвата е извршена со 90% кај јачменот и 80% кај пченицата и се очекува да заврши за околу една недела. Приносите по единица површина се главно задоволителни и се движат од 350 до 450 кг по декар, а во низинскиот дел поедини земјоделци остваруваат и рекорди од над 700 и 800 кг по декар. Цената на комбинирањето се движи од 800 до 1000 денари за декар, што зависи од големината на површината и од состојбата на површината и самата култура. Тоа што ги загрижува земјоделците е слабиот откуп и ниските откупни цени на почетокот на откупната сезона. Усвоен е нов закон за користење на енергија од обновливи извори. Се воведуваат побрзи процедури за добивање дозволи, развој на зелени зони, нови модели за поддршка на инвестиции и поголеми права за граѓаните како производители на електрична енергија. Законот предвидува формирање на посебни области за забрзан развој на обновливи извори, познати како зелени зони. Во нив постапките за издавање дозволи не смеат да траат повеќе од 12 месеци. За постројки со капацитет до 150 киловати, рокот е ограничен на 6 месеци, а приоритет добиваат локации со низок ризик за животната средина. Новиот закон ги дефинира соларните системи со инсталирана моќност од 10,8 киловати, како мали енергетски објекти. За домакинствата се воведуваат и неколку важни олеснувања. Дозволата за поставување опрема до 100 киловати треба да се издаде во рок од најмногу 1 месец. Операторот има рок од 1 месец да го изврши приклучувањето на системите од 10,8 киловати. Доколку операторот не одговори на времено со барање, се применува принципот молчењето е согласност. Граѓаните, компаниите и општините ќе можат доброволно да се здружуваат за заедничко производство, складирање и користење на електричната енергија од обновливи извори. Овој модел може да биде особено значаен за локалните заедници и општините, каде постои потенцијал за развој на заеднички енергетски проекти. Овие измени треба значително да ги намалат административните бариери за граѓаните кои сакаат да инвестираат во обновливи извори на енергија. Домакинствата и компаниите полесно ќе можат да инсталираат соларни панели и да произведуваат електрична енергија за сопствени потреби. Дополнително ќе можат да го складираат или продаваат произведениот вишок. Долгогодишното барање на граѓаните за осветлување на Пробиштипската улица Ливашница е исполнето. Градоначалникот Тони Тоневски експресно им излезе во пресрет. Овие денови комплетно е завршен еден проект кој што граѓаните долго време го бара, а тоа е поставување на улично осветлување. Во овој дел од градот немаше никакво улично осветлување и среќен сум што после повеќе години улица Ливашница доби ново улично осветлување. Пробиштипјани кои живеат на оваа улица не го криеа задоволството и не штедеа зборови на благодарност до градоначалникот. Добре. Како беше порано? Порано беше темнина, сега се виде. Па заврли сме благодарност голема. До кого? До Тони. Па сега е добро. А сега е посветло, а? Па видиш се сега. Порано како беше? Темно. Темно бе, деца водат, ние ај стари, ама деца водат нагоре, надоле. Да, а сега со новото улично? Добро е. Фала му на градоначалникот. Освен Ливашница, во план е осветлување и на други делови од градот. Покрај улицата Ливашница, со овој проект опфатена е и улицата Осоговска и таму се поставуваат нови улични светилки и исто така и ќе биде реконструирано уличното осветлување на плоштадот во Злето или така наречените Десетски гумна, каде што ќе бидат поставени нови канделабри. За разлика од останатите општини, Пробиштип нема ангажиран економски оператор за одржување на уличното
уличното осветлување. Општина Пробиштип сама го одржува уличното осветлување со нашите служби. Ние имаме поставено ново улично осветлување со енергетски ефикасни LED светилки, кои што се уште во гарантен рок и самиот изведувач кој што го има работено овој проект е должен доколку има дефект на тие сијалици да ги замени, а ние како што е овој проект продолжуваме со подобрување на уличното осветлување во сите делови од градот. За осветлување на Ливашница, локалните власти потрошија 1,3 милиони денари општински средства. Археолошкиот тим од Штипскиот народен музеј откри доцна античка некропола од 6 век од нашата ера во близина на археолошкиот локалитет Баргала. Станува збор за големо и ретко откритие за кое археолозите велат дека ќе даде исклучително важни насоки за цивилизацијата во овој период. Искупувањето од тимот на Народен музеј Штип продолжуваат со особена внимателност, а ова откритие е само едно од повеќето. Паралелно, високостручни екипи од Народниот музеј работат на локалитетот кај Крупиште. Во рамките на 41-то издание на Штипско културно лето, оваа недела штипската публика за почеток ќе има можност да ужива во богатата културна програма, исполнета со концерти и театарска представа. На 7 јули во Домот на културата Ацо Шопов со почеток во 19 часот и 30 минути ќе се одржи камерен концерт за гитара и виолина. Пред публиката ќе настапат Дејан Лазаревски и Марија Илиева. На 9 јули в четврток во 20 часот во Уметничката галерија Безистен ќе се одржи вечер на македонска музика, на која ќе настапат Тодор Арсовски и Джована Черанто од Бразил. Истата вечер со почеток во 20 часот на сцената на Народниот театар Штип ќе биде изведена комедијата Сладолед за жени. Представата е копродукција на Сдруженијето Артнаут Штип, Дом на култура Ацо Шопов и Општина Штип, а режијата ја потпишува Никола Ристов. Утре православните верници го чествуваат Иванден, раѓањето на Свети Јован Претеча, крстител Господов. Ова е еден од големите христијански празници од летниот циклус. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонцестој, односно со периодот на долгодневницата. Свети Јован е токму претходникот кој ги крштеваше луѓето со вода и им велеше исправете го патот Господов. Ако го прашува дали е тој ветениот Месија, тој им одговараше: јас не сум достоен на тој што иде по мене, да му ги одврзам ниту ремчињата од неговите сандали, тој ќе ве вас крштева со Дух Свети, јас крштевам со вода. И мнозина луѓе се крштеваа при Јована покајнички и очекувајќи го Месијата, кој ете и тој дојде и се крсти при Јована за да го исполни ветеното од пророците па наваму, дека токму тој е спасителот на светот. И впрочем при крштевањето Господово, кога Свети Јован се противеше дали дека тој не е достоен да го крсти Христа, се јави и Бог Отец и Бог Свети Дух во вид на гулаб, а Отецот велеше: ова е мојот возлюбен син. Тогаш и народот ја виде полнотата на Света Тројца и поверува оние што поверува дека токму Христос е тој, а Свети Јован е оној што лавот што рика во пустината, неговиот претходник и неговиот претеча. Балкански инженеринг, ако се движи, може да се влече. Додека во Европа со Ауди влечат кам прикулка или чамет за на одмор, на Балканот по потреба ќе се закачи артилериски топ. Утре времето сончево и многу топло, со температури до 32 степен. Ветрот со брзина од околу 22 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 22%. Температурите по градови се следните. Во Штип температурата до 31 степен, во Карбинци, Пробишти и Чешиново Блешево до 30 степен, Кочани 32 степени. Виница 29, Македонска Каменица 27, Делчево 29 степени, Пехчево 23 и Берово максимални 27 степени. Православните верници утре го одбележуваат раѓањето на Свети Јован Крстител Господов.
Католиците си спомнуваат за Клауди.